Благодарам, председателе. Почитувана колешке, немав намера се јавам на реплика после во мојот говор ке образложев, но ќе се фатам за неколку поенти кои што ги кажавте сега во вашиот говор, односно во образложувањето на причините за носење на законот. Малку бевте контрадикторна кога кажавте дека законот го предлагате затоа што нели тоа е ваше предизборно ветување и така натаму, и дека главната поента и главната причина е затоа што сакате да ја скратите, да ја намалите администрацијата. Тоа е ваше ветување од 2015-14. Но веднаш потоа продолжувате со реториката, ама, значи има 3 точки, ке вработуваме. Па тоа е основната причина, а има и други, после ќе ги кажам, што ние вам не ви веруваме. Значи, не може вие да сакате да ја скратите и намалите, и како што велевте пред избори, сакаме ефикасна и мала администрација, а од друга страна да вработувате нови лица. И се разбира, бидејќи не живееме во Шведска, живееме во Македонија, Република Македонија, вие, начинот на вработување се знае каков е. Откако сте дојдени на власт, па до сега, и во моментот, отворете ги сајтовите, ќе видите дека има над 200 огласи за вработување. Откако сте дојдени на власт до сега, имате минимум 10.000 вработувања во администрацијата. Дали е тоа ефикасна администрација, ќе кажат и граѓаните. Односно тоа дека ова е причина да ги задржите младите. Јас ќе ви кажам примери и предпоставам сите вие знаете, млади вработени, во најново време, да кажем пред 2-3 години, во јавната администрација, даваат масовно откази и повторно се заминуваат во странство. Дали се тоа причината помали плати? Дали е тоа причината што не можат да издржат во една ваква брутално партизирана администрација и држава и длабоко поделена? Тоа треба да се направат дополнителни анализи. И сметам дека време е да ги поттикнете шарените револуционери да ги вратат, да ги извадат од подрумот на владата чевлите и да ги стават повторно пред улиците, затоа што не се 600.000, него многу повеќе иселени од државата. Очигледно е дека сте добиле насоки, бидејќи бев на една дебата телевизиска и во медиумите деновиве нашите ставови веќе се isprofilirani и ве подготвиле што да кажете по однос на нашите прашања, што е легитимно, не велам дека не е. По однос на нашето мислење за кондицијата, тоа го кажав и во емисијата, дали фондот за пензиско е спремен да абсорбира толку многу пензионери во еден период. Од 6.000, вие велите 6.000, ние имаме анализи на 10.000, и велите фондот е во одлична кондиција. Јас ќе ве потсетам, а и јавноста, бидејќи знаете, од толку многу скандали кои што оваа влада ги произведува на дневна основа, не дека граѓаните имаат кратка меморија, туку едноставно ги забораваат нештата, бидејќи денеска ќе се случат 3 скандали. Еве сега да потсетиме дека претходната министерка Мила Царовска многу сериозно пред јавноста кажа дека фондот е во голема криза, па дури и најави одреден криминал во фондот. Ама тогаш новата министерка полна со елан да ги среди работите по нејзин терк, предпоставувам, онака како што мислела дека треба, дали не се консултирала, дали тоа и беше изјава несрекна,
партиските коалицијски договори се разнишаа, па почна истата министерка, која што тоа јавно го обелодени пред сите, брутално да ја напаѓаат и да кажуваат дека тоа не е точно, па дури дека измислува и така натаму. Сведоци сме сите на се она што се говореше по однос на кондицијата на фондот. Јас како пратеник, вие и колегите кои што подолго време сме тука, сме исто така сведоци на ваша реторика кога вие бевте опозиција, токму за состојбата на фондот и токму за тие партиски вработувања. И сега во контрареплики, па не знам, ќе стане, па вие колку, па нели велевте нема да сме исти, нели велевте ние ќе донесеме живот во Македонија, нели вие ќе бевте најдемократската, најтранспарентната влада. Ама за жал, тој вие самите го знаете, ова што го говорам, вие го знаете многу добро. По примерот на претходната министерка за труд и социјална политика. Како беше замолчана? Заради коалицијските односи. Да не излезат скандали. Се знае тоа. Туку за здравствените работници, овој закон ги регулира работните односи, меѓутоа по однос на здравствените работници и професорите во високото образование, тоа се лекс специјалис, се уредени во други закони. Го погледнав законот за здравствена заштита, и вие и самата го кажавте тука, па ми е нејасно просто како може во време на пандемија, кога луѓето умираат по улици и по ходници, имаме над 200, коригирайте ме ако грешам, над 250 здравствени работници кои што не се вработени, да не ги вработите веднаш и сега, никој, верувајте ми, никој нема да рече збор за тоа. Никој. Сега вие, директорот ќе одлучувал и министерот. Чуму? Која е потребата од Венко Филипче во моментот да одлучува? Венко Филипче, освен што треба да си даде оставки, да си оди од неговата функција сега и веднаш, треба веднаш, сега и веднаш да ги вработи сите здравствени работници во Република Македонија, за да им помогнат на здравствените работници кои што кубурат со персонал и се на крајот на силите. А вие во законското решение кој што се уште не сме го разгледале, па треба време да се разгледува, велите дека за одење во пензија ќе одлучува директорот и ќе одлучува министер. Зошто се тие во ова, говорам сега за оваа состојба. Оваа состојба нема да помине. Оваа состојба трае и, како што велат експертите, ќе потрае. И ние велиме тие здравствени работници веднаш вработете ги. Ама СДСМ и се е можно. Се рековте согласно анализи и согласно разговори со граѓани. Разговараме и ние со граѓани, на тоа ќе се осврнам во мојот говор, само да ве прашам каде се анализите. Каде се анализите? Кога предлагате некој закон, не е само законот да го предложите с член тој се менува и гласи. Ако навистина сте имале анализи, требало во прилог да ни ги дадете и нам. Не може така вие да само да апелирате, ве молам, изгласајте го ова законско решение. Дајте ни ги анализите кои што може би нас ќе не разубедат. Ние, нашите анализи велат дека не ви е искрена намерата, значи тоа е основното. Вашата намера не е искрена. Тука ќе резимирам. Вашето ветување дека имате намера да направите ефикасна и мала
администрација, веднаш се коси со трите точки и потоа вработување. Ама сега, пошто знаете дека нели контрааргументите наши ќе бидат тие, и велите, ама младите да не си одат, ама младите да се вработуваат. Никој нема против младите да се вработуваат, ама тука мерит систем нешто не видовме во последниве години. Напротив, ги намаливте и оние критериуми кои што претходно ги имавте. Ги имаше во закон, во многуте законски решенија, ги намаливте тие критериуми. Значи, анализата не ја гледаме, не можете да не разубедите во некои сфери. Околу докторите на вистина ми е нејасно, и не само докторите, комплетно здравствените работници, како тоа и зошто директорот да одлучува и министерот. Говорам за сега, за овој случај, за ова несреќа која што не има погодено сите нас и цел свет се разбира, но секоја држава сама треба да се справува по однос на пандемијава. Зошто тоа е додадено во законското решение, иако може легитимно е да кажете дека тоа не е тема на дневен ред денеска, можеби тоа ќе се разговара на Комисијата за здравство, докторите и така натаму, но и ние сме сите пратеници кои што не гласале граѓаните. Ја гледаме, што е најважно, ја гледаме состојбата во здравството каква е и слушаме апели од самите здравствени работници дека нив им треба свежина и некој да ги замени. Значи, тука би прекинала, тука ќе се задржам само на тие неколку ваши поинти, а подоцна во мој одговор ќе објаснам зошто и како имаме отворени прашања, би рекла, и дилеми. Благодарам.